Почитувани присутни, добар ден. Добар Добро ден, дојдовте. Имам пријатна чест во име на Македонски манифест да ве поздравам, да ви се заблагодарам за вашето присуство. Морам да констатирам тука, ја гледам науката, нашите драги соработници, историчарите, море и актери има, да се заблагодарам на медиумите што ете не удостоија и да ги поздравам моите колеги од Македонски манифест, секако и председателот Ефтим Клетников. Македонски манифест од август минатата година поведе една иницијатива за формирање на морален суд Македонска вистина. Иницијативата се крчкаше неколку месеци, се гледаа концептите каков суд да се направи и некаде тоа се искристализира на почетокот во март и одлучивме да почнеме да работиме. Ова е посебен суд. Во Македонија нема таков суд, да ви кажам. Имало еден суд пред 20 години, но прекинал да работи. И еве председателот Клетников, сите членови на Македонски манифест, одлучивме морално да осудуваме луѓе македонци кои работат против интересите национални држави и државни на Република Македонија и на сите нас македонците. Ние ќе донесеме морални пресуди за луѓето кои го начнаа македонскиот идентитет, за луѓето кои не си ја извршија својата задача како носители на јавни и државни функции, и одлучивме како група интелектуалци и како здружение кое води голема грижа за националните и државните интереси на Република Македонија, а особено за идентитетот на македонците во Македонија и во целиот свет, да се позабавиме со тие луѓе, бидејќи институциите затаија и таму кај што ќе оцениме дека имаме доволно аргументи и факти да носиме пресуди. Прва таква пресуда, судот заседаваше, судскиот совет работеше од 15 март до овие денови пред да напише пресудата, председател на судскиот совет Ефтим Клетников и уште други 5 членови на судскиот совет. Пресудата на сите ви е доставена и денес ќе ја обзнамиме. Пред да даде уводно излагање Ефтим Клетников, предлагам ради јавноста, и ради медиумите, вршиме некои снимки и преноси за нашите македонци од диаспората и така натаму, актерката и нашата соработничка Арна Шијак да ја прочита пресудата и да ја обзнами. Арна, те молам. Што ви рекне, микрофонот е твој. Благодарам. Благодарам. Морален суд, Македонска вистина, во име на вистината, правдата и моралот. Моралниот суд, Македонска вистина, на својата седница одржана на 14 април 2023 година во Скопје, заклучи дека врз основа на основните цели и правилата за организирање и функционирање на судот, треба да се произнесе, да донесе морална пресуда и да го соопшти јавно својот суд во врска со направениот идентитетски геноцид на македонците, преку потпишување спогодба помеѓу Република Грција и Република Македонија. Конечна спогодба за решавање на разликите, опишани во резолуциите 817 од 1983, 845 1993 на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на привремената спогодба од 95-та и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните во нивици Преспа, Преспанска спогодба, од страна на Зоран Заев, премиер на владата на Република Македонија во 2018-та, и Никола Димитров,
министар за надворешни работи во владата на Република Македонија во 2018-та. За таа цел, Моралниот суд во состав Ефтим Клетников, председател, и членовите Дардан Венецки, Сотир Костов, Цветан Гавровски, Нестор Огинар и Валери Стефановски, расправаше за суштината, значењето, околностите, последиците и нанесената штета врз идентитетот на македонците, интегритетот и суверенитетот на Република Македонија. Ја донесе следнава морална осуда. Со подпишувањето на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 и 845 на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на привремената спогодба од 95-та и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и со уставните амандмани директно се загрозени и повредени автентичниот национален македонски идентитет на целиот македонски народ, како и личното право на национален и личен идентитет на секој македонец посебно, а тоа е инфлагранти повреда на нашето право да ја самоопределуваме својата етничка, национална припадност во која сакаме да припаѓаме. Со овие наметнати правни правила од спогодбата, практично ни се забранува остварувањето на нашето лично право да имаме свој етнички национален идентитет. Повредено е нашето право на лично и национално достоинство, личен и национален интегритет и чест како апсолутни неотуѓиви права, кои не смеат да бидат ограничени од никого, а најмалку од страна на властите на две држави, Република Грција и Република Македонија. Ова е аморален чин, еднаков на груб и срамен идентитетски геноцид, спротивен на правните норми на домашното и меѓународното право, со кој Зоран Заев и Никола Димитров сторија злоупотреба, пречакорување и неправилно извршување на овластувањата, должностите и одговорностите на носители на државни и јавни функции, како и нарушување на моралните норми и етичките стандарди во врска со достоинството и моралната традиција на македонскиот народ и на македонската држава. Поради напред наведените противправни действија и действија спротивни на моралните норми и етичките принципи на македонското демократско општество, согласно член 7 на правилата на судот, Моралниот суд на Зоран Заев и Никола Димитров за сторените неморални дела им изрекува најстрога морална осуда, со која ги прогласува за виновни. Моралниот суд е на мислење дека тие сториле кривично дело за грозување на независноста според член 308 од Казнениот закон на Република Македонија. Образложение. Судот утврди дека со оспорената конечна спогодба, министерот за надворешни работи Никола Димитров и председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, во име на секој македонец, поединечно и во име на целиот македонски народ, потпишаа договор, спогодба, со кој на секој македонец поединечно, но и на сите македонци, им е оневозможено да ги остварат следните уставно и меѓународно заштитени права. Правото да имаме свое национално име и свој национален идентитет, каков што го чувствуваме и сме родени со него. Со нарушувањето и повредата на ова право се прави идентитетски геноцид врз македонците. И правото да бидеме суверени граѓани на Република Македонија. Понатаму, Моралниот суд утврди дека конечната спогодба е во директна спротивност со принципите и целите на повелбата на Обединетите нации, посебно со член 2, став 1, односно со принципот на суверена еднаквост на сите своји членки и правната еднаквост на државите членки на Обединетите нации. Организацијата е заснована врз начелото на суверена еднаквост меѓу сите членки. Конечната спогодба е склучена на надвор од постапката уредена со Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори. Ова е наведено во Службен весник на Република Македонија, број 5-98 од 31.98 година, надвор од утврдените правила во Уставот, но и спротивно на правилата
содржани во Виенската конвенција за договорно право. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Димитров го заобиколи председателот на Републиката Иванов, кој согласно Уставот и законот е единствен надлежен орган да стави подпис на ваков вид договори. Едновремено, начинот на договарање и исклучување на конечната спогодба целосно го игнорира законски утврдениот формат на водење преговори со национални посредници, назначени од председателите на двете земји. Спогодбата во име на Хеленската република ја потпиша грчкиот министар за надворешни работи Кодзијас, а во име на втората страна, која во спогодбата е безимена страна, министерот за надворешни работи Димитров, со што двојно е прекршен член 110, став 1 од Уставот на Република Македонија. Според овој член, меѓународните договори ги исклучува председателот на Република Македонија во име на Република Македонија. Во член 2, став 3 од Законот за склучување, ратификација и спроведување на меѓународните договори се наброени областите во кои владата може да склучува договори, но во нив не само што ги нема, туку и не може имплицитно да се вклучи прашањето за името. Со конечната спогодба владата на Република Македонија де јуре и де факто се откажа од правото на државата Македонија и македонскиот народ да имаат македонски идентитет и правен и политички субјективитет и политичка независност од другите земји, поради што ќе се поднесе и кривична пријава против надлежните до ОЈО за утврдување на нивна кривична одговорност. Станува збор за кривично дело од глава 28, кривични дела против државата, загрозување на независноста, член 308 од кривичниот законник, пречистен текст, граѓанин на Република Македонија, кој ќе ја доведе Република Македонија во положба на подчинетост или зависност кон некоја друга држава, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. Името на државата, идентитетот, јазикот, историското и културното наследство, положбата на македонското малцинство во соседството, кои се дел од Преспанскиот договор, се прашања кои се во исклучива надлежност на секој поединец и колективитет и не можат да бидат предмет на меѓународен договор. Како такви, тие се загарантирани со императивните норми на меѓународното право, како што се повелбата во Обединетите нации, Универзалната декларација и Конвенцијата за човекови права. Затоа Заев и Димитров по никоја цена не смееле да подпишат и да поддржат ваков договор. Со склучувањето на истиот, кој според Уставот на Република Македонија и Законот за склучување и ратификација на меѓународни договори е во исклучива надлежност на председателот на државата, Димитров и Заев ги суспендираа надлежностите на председателот, што во теоријата се нарекува тивок или мек државен удар. Името Македонија и македонци е природно, исконско, свето и наследено. Па секој македонец во земјата и диаспората има запишано во катастарот свој идеален дел од него. Димитров и Заев можат да тргуваат со својот идеален дел од името и само во свое име, но никако во име на милиони македонци во земјава и во светот. Името Македонија е потврдено на референдумот од 8.9.1991 година, што го прави делото на Димитров и Заев ништовно и инкриминирачко. Со подпис и поддршка на овој погубен договор, Димитров и Заев се откажаа од суверенитетот на државата и од основните принципи во меѓународната политика, како што се еднаквост и рамноправност меѓу државите и народите, реципроцитет и немешање во внатрешните работи на државата. Моралниот суд го повикува јавниот обвинител на Република Македонија да ги испита наводите од оваа одлука и да постапи според законот. Од сето напред наведено, јасно е дека станува збор за идентитетско злосторство, направено без волјата на народот, со неговото насилно преименување. Преименување со смртоносната придавка Северна, ставена според волјата на Грција и Бриселска ЕУ,
пред генеричката именка Македонија, од која извира целокупниот македонски идентитет. Зоран Заев како премиер и Никола Димитров како министар за надворешни работи на Република Македонија го ставија имено својот подпис на ова злосторство на 17 јуни 2018-та, најголемо во целокупната македонска состојба. Обстојба. Зошто најголемо? Затоа што сите антрополози се сложуваат во тоа, дека идентитетската смрт, што може да му се случи на поединецот или колективот, е најстрашната од сите видови смрт. Така како што им се случи, таа и на македонците се появи смртоносниот Преспански договор во јуни 2018-та. Со него, потпишан од Зоран Заев и Никола Димитров, македонците стана идентитетски безлична маса, со што е пресечена нивната идентитетска врска не само со предците и прапредците низ столетијата во минатото, туку и врската со новите поколенија што се зачнуваат сега и што доаѓаат од иднината со смртоносната во облик на мртовечки ковчег придавка Северна. Страшно. Пострашно и не може да биде. А ние македонците во Јанза се прашуваме каква казна може да биде сатисфакција за сторителите на едно такво сурово мега злосторство врз еден цел народ. Моралниот суд, македонска вистина, изречува морална, но не и фактичка судска пресуда, со казна затвор или слично што им следува праведно на актерите на извршеното злосторство. Од злосторството што се однесува тука на идентитетската ликвидација на македонците е толку големо, што на неговите актери ќе им требаат и над 1000 години живот, за да можат евентуално барем малку да го отплатат него. Толку многу е големо и страшно тоа. Но моралниот суд, македонска вистина, во отсуство на фактичка судска, донесува само морална осуда за Зоран Заев и Никола Димитров, не само како жиг, втиснат врз нивната совест, доколку ја имаат, туку и како документирање на нивното идентитетско злосторство над македонците идентитетски убиени. Така се додека во името на правдата и вистината, кога ќе победат силите на доброто над силите на злото, не се формира некој вид на Нирнбергшки процес во кој покрај овие двајцата ќе бидат изведени на сцена и осудени сите останати домашни и меѓународни учесници во идентитетското убиство на македонците. Судот, по изведувањето на доказите и утврдувањето на фактичката состојба, по согласност со основните цели и правила на судот, ја утврди моралната одговорност на Зоран Заев и Никола Димитров, носители на државни функции, и јавно ги посочува како виновници, како прекршители на правни и морални норми, затоа што постапувале спротивно или не во согласност со моралните начала и стандарди, засновани на нашите обичаи и традиција, но и на општо прифатените цивилизацијски вредности, стандарди и норми, а особено затоа што со своето однесување го уривале националното достоинство, очекувањата и чувствата на граѓаните, запоставувајќи ги при тоа јавното мислење и изложените критики. Судот со оваа пресуда настојува да влијае врз градењето свест и одговорност за достоинството на сите граѓани, особено на носителите на јавни функции, но и да ги охрабри граѓаните за нивното право за повикување на транспарентност и одговорност. Исто така, судот со пресудата ги поттикнува и негова барањата и заложбите на секој граѓанин за достоинство на секоја работа, особено на државните и јавните функции. Со пресудата, судот им дава морална поддршка на сите кои се залагаат за афирмација на високо вредностни дострели во сите сфери на општественото живење и работење. Оваа пресуда ќе биде јавно соопштена и доставена до Зоран Заев, Никола Димитров, Државниот архив на Република Македонија, јавното обвинителство и медиумите. Морален суд, македонска вистина, председател на судскиот совет Ефтим Клетников, членови Дардан Венецки, Сотир Костов, Цветан Гавровски, Нестор Огинар, Валери Стефановски. Ви благодарам.
Тоа на Арнам многу ти благодарам и се надевам нашата соработка и понатаму ќе продолжи. Почитувани присутни и драги мои македонци, забележавте во темелот на моралниот суд македонска вистина е совест, нашата чиста совест и совеста чиста на сите честни македонци, но и нечистата совест, грижата на совест на оние кои ја издадува Македонија, кои ја обезглавија Македонија, кои го сменија името и не се задоволуваат со тоа, сакат и понатаму идентитетски да не доуништат. Но затоа, тука е моралниот суд, тука е македонски манифест, сите негови членови, вие нашите соработници, да се бориме за вистината за Македонија, да посочуваме дека мора да се избориме за правда за Македонија и секако да покажеме со прст на одговорност, поточно на неодговорните, тие што не си ја завршија својата јавна и државна функција. За тоа како се роди идејата за идентитетската смрт што ни ја приведе, а кој најмногу не боли во нашите срца и во нашата душа, председателот на Македонски манифест, воедно и председателот на Моралниот суд, Евтим Клетников, ќе има свое образложение или уводно излагање. Почитуван Клетников, повелете. Благодарам, че станам јас, бидејќи е мала салата и се слушаме. Дозволете сите да ве поздравам, драги пријатели, и простете што ќе извојам една личност, тоа е Благородна Петрова, која директно од Лондон дојде на оваа средба да ја поздрави македонска вистина, иначе балерина по професија, која ги организира нашите иселеници во Лондон и го развива знамето македонско таму во одбрана. Почитувани драги пријатели на вистината и моралот, ние живееме во едно тотално аморално општество, како што ни е познато, но живееме исто така и во една апсолутно аморална цивилизација која се нарекува западна и која го носи барјакот како на демократијата во светот, онаа на француската револуција, егалите, либерте, фратерните, од кое не остана ништо, остана само капиталот, златното теле на капиталот. И ништо друго, и поробивање и уште продолжување на колонијализмот и плjačкање на народите, во кој спаѓа нели Западен Балкан, кој едноставно е колонија и депонија на Западот и се уште тргуваат со него и го носат ѓубриштето цивилизацијско во него, а посебно во Македонија. Приказната е долга, јас сум ја раскажувал и како писател во колумни и на дебати, така. Накратко ќе кажам како се роди идејата. Јас уште пред неколку години пишував една колумна, баш се викаше Морален суд, ја изнесов таа идеја. Право да ви кажам, тешко се составува кај нас Морален суд, па и ние имавме проблеми, некој ќе се пријави, па ќе откаже, па така, знаете, постои некој страх да се суди некој кој е моćен. Меѓутоа ние не затвараме, ние осудуваме морално, нели, иако судиме на неморални типови. Морална осуда, знаеш, доаѓаме во една контрадикција, но има нешто што се вика совест. Мислам, Господ ја втиснал неа така како печет да дури и неморалните некојаш почнува да ги јаде совеста и да ги нагризува во нашата ентропија. И јас, читајќи го Достоевски, овие негови славни записи од подземјата што ги пишувал за време на робијата во Сибир, записи из подполја на руски. На едно место вели, на некои такви луѓе треба да им биде срам да живеат. И не само да им биде срам да живеат, туку треба да им биде срам и да умрат. Видите парадоксот, зашто? Затоа што и смртта ги сакат честните.
и некако ескивира пред они другите. Тоа е, мислам, страшна овака рефлексија на Достоевски. Значи, единствена мотивација за основање на тој морален суд, кој едно време постоеше кај нас, тоа е друга приказна, но брзо се расформира под притисок, јас би рекол и на американците. Кога требаше да се судат за воени злосторства и американските војници, а тие рекоа не, се ќе се суди, може како русите денес, а не смеат американците да се судат, кои ја спепелија половина од планетата и повеќе. Значи, директно го покрена тој морален суд, идентитетскиот геноцид врз македонците. Тоа нека не звучи како нарцизам и фалба, но колку што мене ми е познато, македонски манифест прв ја постави во својот, кога се појавивме пред 15 години во својот проглас манифест, дека над македонците се спрема идентитетско злосторство. Голема, дури и ни се смеја некои како така што. Така, но ете, тоа се случи и првиот сериозен факт за тоа беше нацифашистичката декларација на Европа, позната како Лисабонска декларација, во која на една суверена земја, на еден народ кој милениуми постои својот извор, се наоѓа негде во антиката, уште на првите страници на Библијата, во 10 глава, стих 14, мислам, и наеднаш му се нуди исчезнување од цивилизирана Европа, од Брисел, од ЕУ, како што е. Ние тогаш ја преспавме таа нацифашистичка европска декларација, која, замислите, на некој народ, автентичен, историски, со тако големо културно-цивилизацијско благо, кој го давал и на Европа, и на Исток, и на Запад, ако почнеме, да му се забрани да постои идентитетски. А тоа е нешто најстрашно, што велат антрополозите, најстрашната смрт што може да... Оти ние сме навикнати на физички геноциди кои ги професорот Чепраганов поубаво знае од мене историски, кои ги нотира и Карнегиевата комисија, нели, и судот на Расел. Расел не бранеше од идентитетско и секако геноцид. Ние денес не сме свесни и тешко е да се оставиме еден морален суд, да речеме, да се браниме самите себе. Значи, со оваа северна, со која не лажа, вие знаете какви се нетешкаши, јас ги во моите колумни нарекував политидиоти од Запад кои доаѓа. Веројатно затоа и ми беше даден црвен картон на моите колумни. Не мислам дека друго. И кој дојде една Меркел, да речеме, од најјаката европска личност, мислам, на капиталот личност најјака, не на друго. Не беше таа ни Гете, ни Хелдерлиц, која дојде тука не да ни даде некој денар на нашата сиромаштија помош, долар или евро, од збеснатите германски банки, туку дојде да не притиска да се преименуваме. Како? Зашто? Јас тогаш ја нареков внука на Хитлер. Како што и геноцидот наш, ние зборуваме за ООН, за Обединетите нации. Вие се сеќавате дека нашиот геноцид идентитетски, кога не ставија Северна, прв го поздрави Гутиереш. А првата формулација на Обединетите нации, така славна формулација Jus Cogens, нели? Секој народ има право да си го... Да не должам многу, така прилика, приказната е долга, сметаме дека овај наш суд можеби ќе го сплоти околу себе здравото македонско ткиво, бидејќи не е се загубено, и мислам дека нашата борба за враќање на името, бидејќи сега ни загубено. Ние сме една, српскиот антрополог кој беше Цвиич, мислам, не дефинира како флотантна маса, ама сега не сме ни флотантна маса.
Сега сме мртовечка маса. Оваа цивилизација, бриселска, вашингтонска, овие наши предавници, квислинзи, ни отворија на 17. јуни 2018 година голема гробница во Преспа. И тамо не положија. И не знае кога ние. Меѓутоа има кај македонциве една чудна формула или како да кажам искуство кое го научиле, нека ми прости, од Исус, лично дека смртта со смрт се победува. И не случајно знамето што го вееја нашите комити беше испишано со слоганот слобода или смрт. И ние и денес сме представени пред она што го велат психолозите, гранична линија. Доведени сме до бездна. Ако пружиме уште еден чекор напред, вие гледате дека по името од кој извира целокупниот наш идентитет. Сега зборуваат дека ние го спасуваме името со јазикот. Не е точно. Што ми е земено името, ти си готово, мртовец во сите. Меѓутоа сега се удира на јазикот и меморијата до антиката за единце, едноставно за да се доусмртиме, уште не се сигурни дека сме мртви, дека може да се повампириме. И тоа е вториот столб. И третиот столб е црквата. Вие гледате дека сега фанар удира да не се викаме Македонска црква. И некој од синодот писмено го тоа потврдил. И го објавија писмото дури во синодот. Дека, знаете, и тоа е страшно. И сега за тоа ние самите македонци треба да се избориме. Да се фузираме здравото ткиво и имаме тука и меѓународни некои повеќе, ние веруваме во личности некои отколку меѓународни институции. Мислам дека правдата меѓународна, во наводници правда работи за силните и мочните, не и за слабите и сиромашните како нас. И ние тоа го почувствувавме. Убаво. Еве, тука јас би завршил, може малку повеќе говоре, ако има некои прашање, еве би го оставил зборот, би го оставил и на моите колеги, еве тука е Дардан, Валери, Цветан, иначе да ви кажам дека највеќе труд во оваа пресуда, како ја велиме, во глобија нашите правници, Дардан Венецки правник и Сотир Костов обвинител, како, така и на овај начин еве сега им благодарам. И благодарам. Почитуван Клетников, ти благодарам. Ти само има идеи, или би рекол Клетникови и дамата, да не ја заборавиме, бидејќи идејата за македонски манифест е нејзина. Само вие имајте идеја. Ние, вашите соработници, додека дајмонот во нашите гради на Сократе и звезденото небо над нас и моралниот закон во нас на Кан, ќе ги реализираме. А морам да те исправам, не сме само ја и Дардан заслужи, се тепавме и со Цветан, и со Валери, маестрото, и со сите, и со тебе, така да сите членови на Македонски манифест се заслужни. Предност му давам на малку повозрасниот, да речем и поискусен правник во Македонски манифест Дардан Венецки, да даде свое образлужување и свое видување на ова што не снајде, низ призмата на присудата морална, што донесовме, поточно моралната осуда за одродниците македонски. Поели, колеги? Благодарам, Сотир. Нема да го злоупотребувам времето. Се беше кажано од почитуваната Арна, почитуваниот наш председател Ефтим и Сотир. Само ќе сакам да го задржам вниманието во неколку минути на правните аспекти на оваа морална пресуда и она што нас не очекуваше да го повикам јавниот обвинител да почне да се врши работата по допрен глас. Нека биде оваа морална пресуда на Моралниот суд, организиран од Македонскиот манифест, јавна порака до обвинителството да почне да се ја врши работата. Затоа што очигледно прекршен е законот, уставот, меѓународното право. Пред се е повредена повелбата на Обединетите нации и сувереното право
на државата, на еднаквост и равноправност на народите државите членки на Обединети нации. Тоа е право на еднаквост и равноправност. Овие две личности кои ние денес ги осудивме, го прекршија, го суспендира. Го суспендира Уставот на Република Македонија и правото на суверенитетот на граѓаните. Суверени во оваа држава се граѓаните. Тие на два референдума, внимавајте, на два референдума, оној од 8 септември 1991 и оној од 30 септември 2018 година, го потврдија името Македонија. Овие одлуки не се поништени, не се суспендирани до ден денес. До ден денес се во правна сила. Сите одлуки кои што некој ги носел спротивно на одлуките на суверенот на оваа држава, на народот, на референдумите, мора да одговараат, мора да се најдат местото тамо каде што припаѓаат. Се надеваме дека ќе допре овој глас до надлежните да почнат да се вршат работата. Порека нека биде и за меѓународната заедница, кога на времето по 5 амбасадори излегува на улица, држаа пресконференции, барајќи расчистување со криминал, сега нигде ги нема. Како да им годи, како да им требаат криминалци во државата за остворење на идентитетскиот геноцид за кој што зборуваше нашиот председател Ефтим Клетников да не го повторува. Суспендиран е председателот на државата, поточно неговите права. Тоа во теоријата е познато како мек или тивок државен удар. Единствен надлежен орган за случување на меѓународни договори од ваков тип е преседателот. Негде него го нема. Суспендиране наместо него договорот го подпиша министер за надворешни работи, кој што според законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори е должен само да ги чува и евидентира и меѓународните договори, а не да склучува спротивно на волјата на народот, на суверенитетот на народот, спротивно на волјата на преседателот. Друга работа, морам да кажам дека нашето име е природно, исконско, свето, библиско, наследено пред се. Го наследивме од нашите предци. Генерации и генерации македонци со милениуми го пренесува од колено на колено. За денес некој да го погази, да го уништи. Да не употребувам полоши епитети. Секој од нас, македонец, македонка, има фигуративно да се изразам, впишано во катастро свој идеален дел од името Македонија и македонец. Заев и Димитров може да тргуваат со името, ама со својот идеален дел. Не со мојот, не со вашиот, не во името на милиони македонци во земјата и диаспората. Освен тоа, името Македонија, македонец, македонскиот јазик се исклучиво, внимавајте, исклучиво и неотугиво право на секој поединец и на секој колективитет, загарантирани со највисоките меѓународни правни акти, да не ги редам сите од Повелбата, Универзалната декларација, Конвенцијата за човекови права, Уставот на Република Македонија. Како такви тие не можат да бидат предмет на меѓународен договор. Не можат да бидат предмет на меѓународен. Тоа е мое исклучиво право, наше исклучиво право. Секој тој што тоа ќе опореди ќе мора да одговара. И би искористил оваа прилика уште еднаш да го повикам јавниот обвинител и да порачам дека нема да застанеме овде, ќе следуваат други пресуди, други личности кои се огрешија пред народот, пред државата и пред институциите и пред законот. Се разбира. Ви благодарам. Дардан, ти благодарам многу. Немам што да додадам како твој колега правник, ни запирка, ни точка. Само можем да кажам да печатираме, да архивираме и да одиме на втората пресуда. Уште нешто сака председателот Клетников. Да, само во една реченица, бидејќи Дардан рече дека ќе продолжиме, мислам дека ние нема да застанеме само на Македонија,
смисла со овој туку ќе одиме надвор. И мислиме да една осуда темелно да направиме на Европската Бриселска унија, бидејќи тоа е едно цивилизацијско злосторство. И мораме ние да го обелодениме, бидејќи и на западните интелектуалци ние не им ја пруживме вистината. Тие не знаат се уште што се случило во Македонија. И затоа нема реакција. Едно судење че има, може да има и за Макрон. Макрон еден председател на Франција за која мислевме дека е локомотива на европската демократија. Но се покажа дека има нацифашизам и во неа. Она што им го пружи Макрон како преговарачка рамка на бугарите, тоа е нацифашистички документ кој го пружа председател на една земја, на една нација која се фали во светот дека најмногу ги почитува, ја оплячка цела Африка со нејзиниот колонијализам и ги натрупа богатствата таму и сега продава уште. Така да нема да застанеме тука. Сега Господ да ни дава сила, што вели на нас. Петников, уште еднаш ти благодарам. Сила, jer народот е со Господ. Така. Председателот кажа дека ќе следува и втора и трета и не знам уште колку пресуди, бидејќи веќе работиме. Инаку морам да ви кажам дека ние со ова даваме и пример што е ефикасност во судство. Од 21 март почна овој предмет да се работи и се заврши пред некој ден. Со ова сакаме и шамар да му удариме на македонското судство, кое ниту е независно, ниту е објективно, ниту е стручно. Еве, ние за месец и половина, а не ни беше лесно, верувајте ми, и гледавме сите факти, гледавме тежителни, олеснителни, дали сме во право или дали не сме во право, сепак се одваживме и донесовме морална осуда. Ке следува морална осуда, веќе размислуваме за комисијата македонско-бугарска, историска и образовна. Ке следува за оваа влада, за подписниците на промената на уставот и така натаму. Вака сега, јас сум познат демократ, не можам овој слобод да не го искористам, да дадам можност да овој убав вака состав, ако сака нешто да се произнесе за нашата пресуда, за она што го работиме, дали се согласувате, дали не се согласувате, дали сте против, дали сте за. Ние во овие месеци разговаравме со нашите сограѓани во неколку градови, па би ве молил, ако некој сака да земе збор, гледам меѓумите се доста трпливи, ќе би сакал некој, ако сака некој да земе збор и да даде прилог. Значи се во ред, прифатливо, особено се добро што има правни аргументи, бидејќи кога немате правни аргументи, некогаш не можете да направите ни морална осуда ако нема правни аргументи. А овде очигледно е кршење на уставот и на законите и на меѓународното право кое дава аргумент за да биде прифатена една ваква морална осуда од моралниот суд и да оди до лицата до кои е наменета. Инаку, јас сум еден од тие кој од 92 година истата битка ја водам до денешен ден. Значи, 92 година кога беше донесена Лисабонската декларација, одржавме првата трибина веднаш после Лисабонската декларација, одржавме во Holiday Inn. Беше тогаш Ѓорги Иванов колегата, Емилија Гелева, Далибар Јовановски, Мирка Велиновска и јас. Значи тоа беше преполна сала во Holiday Inn. Многу духови се вознемирија, бидејќи кажавме дека после оваа декларација треба да ни биде јасно дека Македонија нема да има европска иднина. Значи страшно се вознемирија духовите, стана еден млад новинар и други луѓе. Што мислите, каде ние ќе одиме во Европа? Ние му објаснуваме дека во Европа ќе одиме ако таа не сака, но со ова декларација јасно децидно ни кажа дека се продолжува политиката дипломатска од 150 години за уништување на Македонија и таа одлука од Берлинскиот конгрес дека во центарот на Балканот не може да има голема слободска држава со име Македонија. Точка вика. И тоа до ден денеска се потврди и продолжува. Сите овие договори се фактички дел од една огромна историја на дипломатијата во која големите сили не го промениле ливниот однос кон Македонија. Жално, но тоа е тоа. И што
се работеше овие 30 години, да се раздели македонскиот народ, преку медиумите негативна енергија да се пренеси дека живееме во нестрехна, лоша земја каде има само криминал и така натаму. Ништо позитивно, ништо убаво за една прекрасна земја, со такво минато, со таква култура, со прекрасен народ, поднеби и така натаму, вместо сето тоа да се всадува во луѓето, кај нив да се зацврснува националната гордост, патриотизмот. Ние бевме бомбардирани со таква негативна енергија, удар на вес е убиство, удар на вес е некоја неред таков, а не е удар на вес некоја убава промоција. Еве, господин Клетников, тука прекрасен тој том за превод негов на руската поезија. Никаде не гледавме тоа, немаше емисија посебно посветена да видиме колку ние имаме интелектуалци, колку тие работат, како ја шират македонската култура и така натаму. Значи, покрај ова морална осуда, ние сите треба да се бориме за едно ребрендирање на јавното мислење, за поинаков однос кон сопствената татковина, кон нејзината историја, цивилизацијски достигања и така натаму, за во нашите млади генерации да не всадуваме агресија и негативна енергија, туку љубов, да го подигнеме културното ниво на народот и само така ние како македонци ќе обстоиме со својата култура и со презентација на својата култура. Народ кој си уништува собствената култура, кој не ја презентира, нема шанса да биде дел од Европа и дел од цивилизираните народи на Европа. Благодарам. Дали некој друг сака да се вклучи накратко? Може јас? Да, повелете. Само две работи сакам да кажам. Да, повелете. Во 2016, мислам, тогаш беше британски амбасадор Чарлс Гарет овде во Македонија и кога Трчевски имаше концерт во Лондон, тој се најде во тоа време тамо и после кога имавме коктел, мојот сопруг го праша Чарлс Гарет како ќе го решите проблемот со Македонија. Зборувам од 2016. И тој толку арогантно го рече, без типично британски, вика, просто, пола ќе ја дадеме на Бугарија и пола на Албанија. Јас секаде сум го напишала тоа, затоа што имам сведоци, тука беше и во тоа време кој беше као консул во Македонија, тоа истото и сите беа тука, Трчевски сите што беа тука, не може да каже јас го измислувам, тука беа сведоци. И затоа не може мене да ме суди дека зборувам нешто против него, дека го измислувам, например. Друго сакам да ви кажам, да, не знам колку е тоа, вие сте правник, ова, например, да се преведе на англиски и да се даде во исто време во Хаг. Браво. Јас би мислела. Затоа што во Хаг доста само да се осуди. Знам дека нема да се примени, можеби, затоа што Хаг осуди многу работи, не ги примениле државите, меѓутоа тоа предлог. Да остане сведоштво. Да. Реакција. Браво. Одлично. Одлична идеја. Имавме овде во Македонски манифест, ама се уште не е донесена одлуката. Дали уште некој сака? Ајде че прегано, повели. Иницираше. Моралниот, мислам, Македонски манифест би требало да размисли морален суд во однос на оно што се случуваше во Египетска Македонија за време на граѓанската војна. Оние кои што во тој период настојуваа да ги во пресудата. оние да ги нема македонците кои што фрлаа напал бомби, денеска ни се партнери Европјани. Кои не денеска разнебитуваат. сме врзани со нив, они се оние кои што повторно постојано ни се густите. Во иницијативата го имаме тоа. Да, паметно е. Се работи, па ќе видиме што ќе се. Повели. Па токму тоа, дали оние кои што мислеле да те нема, денеска ти работат за тоа да ти. Да. Браво. За нас во манифестот не се пријатели. Нити стратешки, најмалку. Стратешки партнери. Добро. На северна Добро. се пријатели. Почитувани мои македонци, доколку нема друг за даде свој прилог, ја ви се заблагодарувам за присуството.
македонски манифест или поточно моралниот суд македонска вистина и понатамо работи. Од утре се работи на втората пресуда. Ќе имате работа уште со нас, верувајте ми. Се надевам дека нема да ви изневериме. Јас ви се заблагодарувам за присуството. Многу скоро за месец-два ќе се видиме повторно и се надевам дека ова што го правиме за Македонија со чиста совест и искрено срце. Ви благодарам за присуството. Да живее Република Македонија! Да е вечна! Добър ден, Евгений. Се съжалявате? Снимка най-включена. Сега, мало се спреми. Не сум те зафрали.